Македонскиот импортер за програмата на возилата на Volkswagen Group одбележува редок јубилеј, една деценија развој на компанијата на овие простори. Јубилеот е одбележан на спектакуларен начин со представување на новата генерација на бестселерот Audi A4. Со мотото "Движењето е нашиот успех", Порше Македонија го прославува својот 10-ти роден ден. Токму една декада откако несомнено еден од нашите најголеми автомобилски дистрибутери во државава постави цврсти темели на кои се надградуваат само успеси и се стекна довербата кај клиентите. Компанијата постави нови стандарди на овие простори. Остварени се извонредни постигнувања и трасиране пат на кој им се придружуваат многумина, како соработници, клиенти, партнери. Нема тајни, за да се оствари сето тоа вложено е многу труд, енергија и знаење, па ова е несомнено една од компаниите која функционира согласно постулатите на концернот кој го застапува, совршено прецизен механизам. Денеска со големо задоволство празнуваме 10 години од формирањето на компанијата Порше Македонија. Иако на почеток и самите не знаевме во што се впуштаме, наврзо идевме на реката мора да тече и со сите сили се боруваме да освоиме автомобилски пазар во Македонија. Зашто сведочат скоро 21.000 продадени автомобили за овие 10 години, скоро 40.000 клиенти, скоро 160.000 презорни сервиси. Нашето семејство од ден на ден се повеќе се зголемува, што не прави себе рестрект. Пристигна Audi A4. Производителот на Инголштат ја представи новата генерација B9 на моделот A4 во средината на летото, а комплетно блесна на Франкфуртското биенале. За мошна кратко време иконата на господарот со прстените еве и кај нас. Еве денес присуствувавме на промоцијата на новиот Audi A4, моделот од кој што ние во Audi секогаш премногу очекуваме и моделот кој што нашите очекувања секогаш ги задоволува. Со неколку збора кажано, тоа е модел кој што однадвор е еволутивен, а однатре представува револуција, или сето тоа заеднички споено со технолошка напредна нитка. Во однос на својот предходник, новината се истакнува со нешто поостри линии, поширока е трендовска маска на ладилникот, нови светла со LED технологија, нешто пониска линија на покривот, спуштена кон задниот дел со изразени бочни линии и зголемена стаклена површина. Задниот дел се карактеризира со големи светлосни групи и завршеток во брендовскиот стил. Факт е дека многумина ќе тврдат дека конечниот изглед на A4 е само редизајн на досегашната изведба, но сепак, ако се погледне подетално, ова е прилично поинаков автомобил од досегашниот. Коефициентот на отпорот на воздухот е намален на 0,23 за лимузинската и 0,26 за караванската верзија. Тоа, заедно со намалената маса на возилото, во многу ќе придонесе за пониска потрошувачка на гориво и емисија на штетни гасови. Внатрешноста е значително зголемена. Предните и задните седишта се нови, а оние за возачот и совозачот се анатомски обликувани и пристигнуваат со многу можности за регулирање и со специфични сигурносни подпирачи за глава. Новина е 12,3-инчната дигитална инструментална табла, превземена од моделот TT IQ7. Најопремената изведба стандардно ќе пристигнува со 8,3-инчен средишен екран и ќе нуди можности за гласовно управување. Wi-Fi hotspot LTE кој ќе е компатибилен со Android и iOS уредите. Опциски ќе биде достапен и инфосистем за задните седишта со 10-инчни таблети, а тука е и Bang & Olufsen аудио составот. Кога станува збор за моторизацијата, во изборот се 4 и 6 цилиндарски турбобензински и дизелски агрегати. Базниот е 1.4 TFSI со 150 конски сили и 250 Нм, а 2.0 верзијата има две варијанти, од 190 конски сили и 320 Нм, како и со 252 конски сили и 370 Нм. Дизелската 2.0 TDI исто има две опции со 150 конски сили и 320 Нм, а и 190 конски сили и 400 Нм.
Топ понудата е 3.0 TDI со 218 конски сили, 400 Ньютон метри и со 272 конски сили и 600 Ньютон метри. TF-SI и 4-цилиндерските TDI стандардно ќе бидат во спрега со 6-степен мануелен менувач кој е за 16 кг полесен од својот предходник. Сите мотори, освен помокните TDI изведби, ќе може да добијат по избор 7-степен S-Tronic автоматски пренос со 2 спојки за 3.0 TDI со 272 конски сили и со 8 бензински тип Tronic. Цената на базниот модел со 1.4 TF-SI и 150 конски сили чини 31.344 евра. Цели 25 години македонската компанија Кадис е еден од двигателите на автомобилскиот свет во независна Македонија. Историјата потврди дека еден од главните запчаници за механизмот наречен автомобилска фела кај нас е Кадис, кој успеа за овој период да биде име кое со пиетет се изговара на овие простори, но и да биде наш голем амбасадор надвор од границите на државата. Синоним за успешна приказна преплетена со извонредни постигнувања, успеси, реализации, кои го донесоа на лидерските позиции во бизнис општествените структури. Јубилеот беше прославен на соодветен начин со присуство на голем број гости од општественото живење, фелата, естрадата, пријатели во ресторанот во Деница. Токму на 3.12.1990 година Кадис почна да ги минува првите метри од својот пад во непознато. Тоа беше идеја на семејството Калиникови, чиј брод заплови во еден сосема нов свет, полн со предизвици, немирни води, бранови. Но не само што се најде на вистинскиот курс, издржувајќи ги сите бури, кијамети, туку и денес по 25 години плови сигурно со полни едра. Посебно сме горди што од стартот останавме сите на бродот, чиј екипаж во текот на историјата постојано се зголемуваше, па и ден денес со задоволство потенцираме дека ова е семеен бизнис, потенцираше пред присутните првиот човек на компанијата Зоран Калиников. Ова е успех на целото семејство кое создаде бренд во кој делуваат повеќе филијали и единици и се гордее со се она што е остварено за овие 25 години. Кадис навистина оствари за своето четвртина век постоење извонредни резултати, над 12.000 продадени возила, повеќе стотици илјади сервисни интервенции, отворен врвен импортерски центар, стегната доверба кај илјадници и илјадници клиенти, многу успешно трасиран пат на кој останува и натаму. Во салонот на Макпетрол, импортерот за програмата на Honda, пристигна новата генерација на моделот Jazz. Третата генерација на Jazz ја користи глобалната B платформа на Honda, зголемена за 95 мм. Благодарение на подолгото за 30 мм меѓуоскиено растојание, нуди и поголем простор во кабината. Исто како и во претходните генерации на автомобилот, и новата располага со магични задни седишта, специјалитет од Honda, а незиниот резервоар за гориво е лоциран под предните седишта. Благодарение на тоа, моделот демонстрира неспоредлива флексибилност и водечки во класата простор во интериерот. Обемот на багажникот е 354 литри и може да достигне до 884 литри при соборување на задниот ред седишта. Зборувајќи за внатрешноста, тој не само што нуди повеќе простор, туку и поголем комфор. Материјалите се со повисок квалитет, има нови системи за безбедност, а дигиталната централна конзола крие најнова верзија на инфосистемот Honda Concept, кој работи со 7-инчен дисплеј. Дизајнот на екстериерот е еволутивен и е во склад со филозофијата која ја диктира компанијата кај сите своји нови изданија. Мала разлика има во предниот дел, каде доминира новата маска и поинаквата форма на фаровите. Во моментов моделот ќе се нуди и со 1 3-литарски бензински мотор Earth Dreams. Тој генерира 102 конски сили и може да биде комбиниран со рачен менувач со 6 степени или со варијатор CVT.
Автомобилскиот самит во Лос Анџелес има богата традиција и од година во година добива се повисок рейтинг во светски рамки. Во центарот на Калифорнија посетителите видоа над 60 премиерни изданија, од кои дури 30 беа со епитетот светски. На годинашново шоу имаше над 1000 експонати на повеќе од 400 излагачи од производители од 5 континенти. Основна идеја и овој пат беше представување на модели со напредни технологии, каде примерна економичноста и се пониската емисија на штетни гасови. Еден од централните настани на почетокот на салонските денови секако беше прогласувањето на Green Car of the Year 2016. Титулата годинава и припадна на новата генерација на Chevrolet Volt, а вреди да се спомене дека ова е настан организиран од списанието Green Car журнал. Ова е второ признание за моделот во оваа трка, а првото беше при неговото деби во 2010 година. Останатите кандидати во годинешното издание на надпреварот беа Audi A3 e-tron, Honda Civic, Hyundai Sonata и Toyota Prius. Според многумина звезда на салонот на западниот брег на САД годинава несомнено беше Fiat 124 Spider. Кабрио моделот ја користи базата на последната Mazda MX-5, но со сосема поинаков дизајн, подесувања и мотор. Формите на италијанскиот кабриолет се инспирирани од оригиналниот Fiat 124 Sport Spider, произведуван помеѓу 1966 и 1982 година. Италијанците се потпреле на моторот на Abarth со волумен од 1,4 литри, а благодарение на системите за директно вбризгување и преполнување развива мокност од 160 конски сили и 249 ньютон метри. Велат ова е домашна фирма, само потеклото е италијанско. Потврда за тоа е американската верзија на новиот модел Giulia. Визуелно возилото не се разликува по ништо од европската варијанта, а во Америка ќе се нуди како екстремен и како обичен модел со 2-литарски турбомотор. Овој агрегат развива максимална мокност од 276 конски сили, благодарение на двојното турбо. Мокта ќе се испраќа до задните тркала или до двете оски во зависност од желбата на клиентот. Како и на стариот континент, топ верзијата QV поседува моќен 6-цилиндарски мотор со мокност од 510 конски сили. Новото лице на Буик. Така американската компанија го лансираше новиот модел LaCrosse. За европејците возилото изгледа релативно познато, бидејќи јасно се гледа врската со Opel Insignia. Слични по форма се маската и светлата, како и стајлингот. Во внатрешноста ситуацијата е сосема поинаква. Откриваме супер луксузен автомобил со доста простран интериер и луксузни материјали. Моторизацијата на моделот е доверена на нов 3,6 литарски V6 агрегат кој располага со старт-стоп систем и систем за деактивација на цилиндрите. Мокноста е 305 конски сили, кои се испраќаат до задните или 4 тркала преку 8 брзински автоматски менувач со 2 спојки. Lincoln, луксузната марка на Ford, ја представи обновената верзија на седанот MKZ за моделската 2017. Лесно се забележува силно модифицираниот преден дел, каде што се поставени нови фарови, маска и капак на моторот. Можеби најголемата новина се крие под хаубата, каде е вграден новиот 3-литарски V6 мотор. Кога машината е само со заден пренос, тој развива 350 конски сили, но кај 4x4 верзијата оваа мок расте до 400 конски сили. Другите два предлози за погон се 2-литарски турбо и хибриден систем. Jeep често представува посебни единици на своите модели, а овој пат таа чест ја имаше Wrangler. Ова остварување е изведено од верзијата Sahara, а го носи името Wrangler Backcountry, каде има неколку подобрувања, особено во подвозјето и подпирањето и пакет на зимски функционалности. Ќе биде произведен само во 4000 парчиња. Кросоверот XT5 е прв од 4 нови модели во овој сегмент што Cadillac ќе ги представи во следните години. Наследникот на SRX е развиен однатре на надвор за купувачите да добијат повеќе простор, нова и поштедлива техника и уште повеќе луксус.
Новиот кросовер од идното лето ќе се продава и на европскиот пазар, како конкуренција за Audi A5 и Mercedes GLE. Под хаубата ќе работи 3,6 литарски V6 со моќност од 318 конски сили и варијабилно управување со вентилите. Вртежниот момент од 366 Нм ќе се пренесува на предната или на обете оски преку 8-степен автоматски менувач. Големо внимание е посветено во намалувањето на тежината и потрошувачката на гориво. Сион CHR во одредена форма веќе го видовме во Франкфурт, но на LA 2015 е прикажен со логото на Тојотиниот прекуокеански бренд. Ова е предвестник на кросовер што треба да му биде достоен конкурент на Nissan Juke. Силната страна се екстремен дизајн и најмодерната технологија на поврзување. Со Тојотината сестринска компанија некако ги најавивме јапонците, кои во градот на ангелите секогаш се грижат да се представат во најдобро издание. Моделот посветен на легендарната трка на издржливост Тур де Франс F12 TDF се продаде како алва. Сите 799 возила кои ќе бидат произведени веќе пронашле своји сопственици. Цената на ова уметничко дело е веќе од 375.000 евра. Автомобилот представува иновација на компанијата во сите аспекти: мотор, шасија, аеродинамика и конструкција. Шасијата и каросеријата се развиени во рамките на програмата XX. Моторот е 6.2 литарски, V12 со 780 конски сили и 705 Нм. Менувачот е со прецизни преноси, со опирачките доаѓаат директно од хиперизведбата La Ferrari, а големото користење на јаглеродни влакна доведе до намалување на тежината за 110 кг во споредба со стандардната берлинета. Податоците кои се постигнати по оваа интервенција се забрзување од 0 до 100 км на час за 2,9 секунди и од 0 до 200 км на час за 7,9 секунди. Чешката автомобилска фабрика прослави убав јубилеј. Во матичната фабрика на Шкода во Млада Болеслав од 1905 година до сега се произведени вкупно 12 милиони возила. Од овие погони денес излегуваат 6 модели: Октавија, Октавија комби, Фабија, Фабија комби, Рапид и Рапид Спајсбек. Само во последните 5 години во фабриката се инвестирани 1,5 милијарди евра. Во моментов се гради нов погон за изработка на каросерии и до почетокот на 2017 година ќе се инвестираат уште 86 милиони евра. Во фабриката во Млада Болеслав бие срцето на Шкода. Над половината од сите досега произведени автомобили со знакот на Шкода се излезени од оваа фабрика. Огромен поттик пристигна во 1991 година, откако концернот Volkswagen ја презеде марката под свој покрив. Од тогаш се произведени 7,8 милиони возила, од кои 3,3 милиони примероци од сите генерации на Фабија и 2,8 милиони примероци од Октавија. Млада Болеслав има капацитет дневно да произведува до 1200 возила. Land Rover одбележа 45 години Range Rover. За да ја одбележи 45 годишнината на легендата Range Rover, Land Rover направи уникатна каскада за време на Guangzhou Motor Show, за да го потврди извонредниот прием кај кинеската клиентела. Луѓето од филијалата на компанијата од најбројната земја обмислија извонредна идеја како да го одбележат јубилеот. Луксузниот автомобил помина врз посебно рачно изработен мост од хартија, во кој не се користи лепило или сврзувачки елементи. Фасцинирачки.
Еден од најочекуваните модели BMW M4 GTS уште не почнал да се произведува, веќе престана да се продава. Причината е што сите примероци од лимитираната серија веќе имаат свој собственик. Само 2 месеци по светската премиера продадени се сите 700 парчиња кои ќе бидат произведени. Цената е 142.600 евра во Германија, што е речиси 2 пати повеќе од стандардната изведба M4. Специјалната верзија има 3-литарски мотор со 500 конски сили и 600 Нм. Погонот е на задните тркала, а трансмисијата преку 7-брзински менувач MDCT, а масата е намалена за 62 кг. Благодарение на подобрувањата, автомобилот забрзува до 100 км/ч за 3,8 секунди. Како опција се нуди Club Sport пакет со централен противпожарен систем, сигурносен појас во 6 точки и портокалови ролбари. Hyundai Motor има се поголеми амбиции на европските пазари. Резултатите и бројките од нив велат дека во мода се кросовери, па поради ова тамо нуди нешто ново од корејскиот производител, нов Tucson, доврлив автомобил и амбасадор на марката, кој на најдобар начин го подкрепува мотото New Thinking, New Possibilities. Благодарејќи на атрактивниот дизајн и на напредните технологии, Tucson представува уште еден чекор понапред во однос на понудата за се по-пробирливата клиентела во овој сегмент. Кај овој модел е се ново во однос на претходникот, како и името, па ова е вистинска револуција, а не еволуција во однос на досегашниот iX35, кој имаше извонреден настап на пазарот и беше несомнено еден од најуспешните представници во својот сегмент. Претходните генерации на ова остварување на вистина имаа тешка задача, но го трасираа вистинскиот пат на успехот, па на новиот Tucson му предстои нова мисија, во целост да ја освои Европа, а и да отвори ново поглавје за компанијата која најавува комплетно нова стратегија во настапот на стариот континент. Модерниот урбан дизајн на новиот Hyundai Tucson, комбиниран со робосноста неопходна за SUV возилата, е дело на екипата под водство на мајсторот на својот занает Питер Шрејер. Во предниот дел доминира карактеристичната корпоративна хексоаголна маска на новиот дизајнерски јазик на брендот, со задебелени хромирани хоризонтални лајсни, од прилика како кај далеку помасивниот брат Санта Фе. Преостанатиот дел од предницата е набилдан, но и мощно флуиден, а светлата со специфичен облик изгледаат посериозно. Голема заслуга за ова имаат леките на светлата и посебните LED сегменти. Мощно и впечатливо изгледа пакетот со LED дневните светла, кои се во синхронизација со магленките, сместени на посебен начин во рамка под хоризонталната оска на предниот браник. Со поместување на А носачот кон задниот дел, постигнато е визионно раздвојување од долгиот преден капак и добиен далеку поелегантен профил. Особеноста на Tucson на задниот дел е нагласена со воочливи водорамни линии кои се поврзуваат со рабовите на калниците. Кон ова, со интересна игра на искршени линии, дополнително е нагласена динамиката на оваа Hyundai-ева изведба, која несомнено може да се пофали како еден од најуспешните дизајнерски SUV модели во сегментот. Списокот на промени во екстериерот на Tucson е голем, но верувајте, ни одблизу не е помал и оној во интериерот во однос на iX35. Комплетно е поинаков од претходникот, почнувајќи од централната конзола. Изборот на материјали е извонреден и неочекуван, а завршната обработка на далеку повисоко ниво од она што сме навикнале. Tucson навистина не само што се приближил, туку и дише во ритмот каков што го диктираат најеминентните европски изведби.
Нема сомневање, со овие промени е чекор повисоко на ергономски план, зрачи со квалитет. На самиот врв на конзолата е големиот нерефлектирачки дисплеј со дијагонала од 8 инчи од најновата генерација. Преку него се управува со мощно прецизниот навигацијски систем, исто така од последната генерација. Има повеќе опции за избор на посакуваната рута, побрзо ажурирање на податоците кои се чуваат на SD картичка. Што се однесува до аудио системот, вграден е Seamless DAB и радио со 6 звучници, USB и AUX приклучоци, како и Bluetooth опција. Седишниот дел на предните седишта е нешто подолг, а како опција истите може да бидат електрично регулирани. Дури покрај опцијата да бидат греени, може да бидат и вентилирани. Ваква опција е можна и за задните седишта. Tucson е произведен на потполно нова платформа, која му овозможува на кросоверот многу поголема пространост во интериерот. Паметно осмислената и испакувана внатрешност само го потврдува фактот на одлично направениот баланс меѓу внатрешните и надворешните димензии, оптимален простор кој е предвиден за патниците, удобна и со висок степен на осетливост кабина, а во тестниот модел имавме опција со сончев покрив, како и 513 литри багажен простор. Новите и практични функции кои ги нуди потполно новиот Tucson вклучуваат паметно напојување на вратата на багажникот, стартување на моторот без клуч, а кога сме кај бината, мораме да ја споменеме извонредната звучна изолација. Веќе со почетното ниво на опременост, новиот Hyundai Tucson донесува богат список на сериска опрема. Ако зборуваме за сигурноста, вклучува 6 воздушни перници, ESP, Hill Holder, DBC состав за помош при сопирање на надолнини, како и активен капак на моторот. Тука вреди да се споменат проагресивниот сервоуправувач, патниот компјутер, автоматската двозонска клима. Во највисокото ниво на опременост Elite, која ја имавме во тестниот модел, имавме кожен пакет, паркинг сензори, камера за возење наназад, статик бендинг, електроматски внатрешни ретровизори со компас, дополнително затемнети стакла, 19-инчни тркала. Посебно треба да се напоменат системите од пасивната и активната безбедност, бидејќи благодарејќи на врвните резултати, Tucson доби максимални 5 звездички на Euro NCAP тестирањата. Во моделот што го управувавме под хаубата чукаше срцето на дволитарскиот дизел агрегат со 185 конски сили во спрега со 7-степен автоматски DCT менувач со двојна спојка. Перформансите дури и одлични, а рака на срце и потрошувачката за мерак. Оние 185 коњи се испорачуваат со извонредни 402 Нм вртежен момент, а мора да се признае дека погонот на сите 4 тркала овде е единствен избор. Емисијата на штетни гасови со употреба на катализатори и филтер за чистички е комплетно намалена, а сите мотори ги исполнуваат строгите Euro 6 норми. Погонот на сите 4 тркала испорачува 100% вртежен момент на предните тркала во нормални услови, а до 40% мок на задната оска во услови кога е тоа потребно. Можно е и рачно бирање на lock mode, кога системот ја распоредува силата 50-50. Со сите оптоварувања, нам на тестот возилото ни покажа дека потроши околу 7,5 литри, што е навистина извонреден резултат за вакво возило. Представен за прв пат за време на меѓународниот саем во Франкфурт, Renault Talisman е развиен на платформата CMF на француската марка, која од своја страна е користена и при новите генерации на Megane и Espace, како и кај кросоверот Kadjar. Искористувајќи ја на најдобар можен начин од достапната база, дизајнерите на компанијата создадоа еден импресивен автомобил кој нуди ниво на луксус, удобност, технологија и висока ефикасност, што не е реткост во неговиот сегмент. За постигнување на висок стајлинг на екстериерот, дизајнерите на Renault нудат изразит распоред на диодни дневни светла кои влегуваат во браникот на автомобилот, голем број хромирани елементи, масивна предница,
експресивни линии на крилата со 3D ефект, врвен распоред на задниот систем за осветлување. Акцент во интериерот е ставен на просторот, кој има меѓу најдобрите општи параметри на пазарот. Товарниот простор на автомобилот исто така нуди извонреден капацитет 608 литри. Во внатрешноста, освен просторот, импресионира мултимедијалниот Airlink 2 систем. Уште една новина за марката е поврзана со интеграцијата на вентилацијски систем кој гарантира инстант свежина за грбот и во најжешките денови. Исто така седиштата на Талисман доаѓаат и со функција за масажа. Дополнителна удобност за возачот и неговите сопатници е постигната и благодарение на одличната звучна изолација. Renault Talisman е еден од најголемите технолошки лидери во својот сегмент, благодарение на возните својства. Главните два фактори за ова се два интелигентни системи кои гарантираат повисока безбедност, преку подобрено маневрирање и стабилност и врвно патно однесување. Автомобилот буквално може да одговори на моменталната состојба на духот на возачот. Renault Talisman пристигнува на пазарот со богат сет погонски агрегати. Два од предлозите се бензински TCE 150 и TCE 200, а дизел модификации се 3 DCI 110, 130 и 160 EDC Twin Turbo. Seat ја представи верзијата за 2015 година на спортската Ibiza Cupra, која освен со освежен дизајн, моќен, но и економичен мотор, доаѓа со голем број на технолошки иновации. Имено, новината пристигнува со нов 1.8 TSI турбо агрегат кој генерира максимална моќност од 192 конски сили, што е за 12 повеќе во споредба со претходната верзија на спортската модификација. Посериозно е зголемен индикаторот на максималниот вртежен момент од 250 на 320 ньютон метри. Ibiza Cupra 2015, која е во состојба да понуди два режима на управување, нормален и спортски, ветува можност за забрзување од 0 до 100 км на час за 7,6 секунди и максимална брзина на движење од 235 км на час. Новата верзија на Seat Ibiza Cupra доаѓа со променет интериер, со нови комбинации на бои и материјали, како и системите Seat Full Link, Seat Drive Up, Seat Connect Up и други. Во стандардната опрема на возилото се вклучени исто така 17-инчни алуминиумски филни, Big Xenon предни светла, диодни дневни светла, круз контрол, затемнети стакла и друго. Jaguar го представи моделот XE за моделската 2016, каде британците вградија погон на сите 4 тркала. Jaguar XE со 4x4 системот работи во комбинација со Intelligent Driving Dynamics софтверот и на кратко се опишува како првиот спортски седан за сите 4 годишни времиња, а достапен е само со 8-степениот автоматски менувач. Погонот на сите 4 тркала на стартот ќе се нуди со поекономичниот 2.0 дизел со 180 конски сили, како и во топ моделот во палетата со 3-литарскиот V6 турбо бензински мотор со 340 конски сили, каде моментот може да се праќа до задната или до двете оски. Новина кај оваа изведба е InControl Touch Pro Infotainment составот кој има 10,2 инчен екран и го заменува досегашниот од 8 инчи, а се одликува со далеку подобра графика и се разбира поголема функционалност. Jaguar потенцира дека XE за 2016 доби адаптивен лимитер за брзината, нов Lane Keeping Assistant, апликација за Apple Watch. Продажбата на новината започнува од средината на следната година. Во палетата на романската марка Dacia веќе има трансмисија со која брзините се менуваат автоматски. Таа го носи името Easy Air и е достапна со моторот
TCE90. Easy Air не е типичен автоматски, туку представува автоматизиран рачен менувач. Агрегатот користи електромеханички механизми, а не хидраулични, благодарение на кој демонстрира завидна флексибилност и брзина. Менувачот е полесен од типичните автоматски изведби, бидејќи користи околу 25% помалку компоненти, обезбедувајќи поголема сигурност и поедноставна употреба. Реално, сепак Easy Air работи како типичен автоматски менувач. Опремени со оваа кутија автомобилите немаат педала за квачило, а самата трансмисија има 4 режими на работа: D движење, N неутрал, R риквец и M мануелен, кои се прикажани и на инструменталната табла. Новата трансмисија располага исто така со функција лази, движење со мала брзина без да се даде газ, како и со систем Hill Start Assist, која ги задржува автоматски со перачките при поаѓање, за да не тргне автомобилот наназад. Easy Air е со стандарден систем старт-стоп. Во моментов, Easy Air може да се става само на бензискиот мотор TCE90, понуден за моделите Sandero, Logan и Sandero Stepway. Се навидува дека потрошувачката на гориво кај овие модели останува непроменета во рамките на 4,9 до 5,1 литар на 100 километри.